Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе ја проучиме глава 13 од Евангелието според Лука, во која се запишани некои настани кои ги нема во другите евангелија. Ќе почнеме со читање на првите 5 стихови. Во истото време беа присутни и некои кои го известија за настанот со галилејците, чија крв Пилат ја смешал со нивните жртви. Исус им одговори и рече: мислите ли дека тие галилејци биле најголемите грешници од сите галилејци, па затоа така пострадаа? Не, ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Или мислите ли дека оние 18 души, врз кои падна силоамската кула и ги уби, беа највиновни должници од сите други што живеат во Ерусалим? Не, ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Оваа изјава на Господ Исус е доста интересна и во неа се кријат неколку важни духовни поуки и за нас денес. Првото нешто што сакам да го нагласам во однос на овие стихови е следното. Кога некоја личност или семејство, особено ако се посветени христијани, минуваат низ сериозни неволји и проблеми, тоа не треба да го толкуваме како доказ дека тие луѓе се поголеми грешници од останатите. Понекогаш страдањата се случуваат независно од факторот наречен личен грев. Но паричката има и друга страна, а тоа е следнава. Слушнете ме внимателно. Доколку сте искрен и посветен христијанин, тоа не ви дава за право да заклучите дека нема да имате какви било неволји во животот. За жал, особено во западниот христијански свет, денес има многу поединци и цркви кои веруваат и промовираат такво така наречено евангелие, кое ветува дека верниците ќе бидат поштедени од страдања и болка. Тоа евангелие е лажно. Бог не ни ветил живот поштеден од болка, но ни ветил дека дури и болката може да содействува за наше добро, и затоа тој не ни се извинува кога дозволува такви животни ситуации. Трета важна поука која произлегува од овие стихови е следната. Немојте да мислите дека сте подобри од оние кои минуваат низ сериозни неволји. Страдањето на ближниот не треба во нас да поттикне чувство на супериорност. Таквите искуства треба да не поттикнат малку да размислиме и за себе. Дозволете ми да го илустрирам тоа. Пред некое време со сопругата се возевме во кола. И кога бевме на автопат, возев брзо, односно согласно пропишаните правила. Но, по некое време, пред нас забележавме голема колона на возила кои многу споро се движеа. Кога се приближивме, забележавме дека на автопатот имало сообраќајна несреќа. Додека гледавме на човекот кој беше целиот во крв, на кого брзата помош му помагаше, сите ние успоривме, па дури и се замисливме. Токму таков ефект треба да имаат страдањата на другите луѓе врз нас. Кон нив да имаме сочувство, но и малку да успориме во животот и да размислиме за Бог. Во следните стихови ни е дадена параболата за неплодната смоква, за која лично сметам дека се однесува на израелскиот народ. Еве што вели Господ Исус. И ја кажа оваа парабола. Некој човек имаше во своето лозје посадено една смоква, па дојде да бара од неа плод, но не најде. Тогаш му рече на лозарот: ете, 3 години доаѓам и барам плод на оваа смоква, и не наоѓам. Пресечи ја, зошто само да ја испостува земјата? А тој му одговори и рече: Господаре, остави ја уште оваа година, додека да ја опкопам и ставам ѓубре, па ако роди, добро, а ако не даде плод, тогаш в година ќе ја пресечеш. Некои толкувачи на писмото не се согласуваат со идејата дека смоквата е символ на израелскиот народ, но нема да навлегувам сега во таа дебата.
Тоа што сакам да го нагласам е дека Бог навистина му судеше на израелскиот народ и тоа го направи поради гревот на самиот тој народ. Нема да навлегувам ниту во геополитички дебати, но од библиска гледна точка ќе кажам дека проблемот на Израел не се околните муслимански народи или некои други светски сили, туку нивниот грев. Да, тие се Божи избран народ, но тоа никогаш не им даде за право како сакаат да се однесуваат. Бог ги избра за свој народ, но им даде и стандард по кој треба да живеат. И уште поважно, Бог го прати својот син кај нив, се додека не го прифатат Божиот син, Господ Исус Христос. Тие нема вистински да го искусат Божиот мир и благослов. Продолжуваме со читање на текстот. Во стиховите 10 до 13 ни е запишано уште едно изгонување на демон. Таму пишува: во една од синагогите тој поучуваше во сабота. И ете, дојде една жена која беше обземена од дух што ја предизвикуваше немоќ веќе 18 години. Таа беше згрчена и никако не можеше да се исправи. Штом ја виде Исус, ја повика и рече: жено, ослободена си од болеста своја. И ги стави рацете своји врз неа и таа веднаш стана и го славеше Бога. Не заборавајте дека Лука беше доктор. Кога тој вели дека болеста на жената била предизвикана од демон, можете да бидете сигурни дека не го прифатил тоа лековерно. Тој вели дека жената живеела со таа состојба 18 години, што значи дека станува збор за хронична болест. Во некои преводи се вели дека била згрчена, а во други дека била свиткана, односно најверојатно станува збор за жена која одела подгрбавена. Самото тоа што оваа состојба и била предизвикана од демон ни кажува дека некогаш демоните можат да влијаат и на физичкото здравје и изгледот на луѓето. Без разлика на се, таа жена имаше голема вредност во очите на Господ. Забележете како Исус ја нарекува во стих 16. А оваа ќерка Авраамова, што ја врзал сатаната ете веќе 18 години, зарем не требаше да се ослободи од тие ланци во сабота? Господ Исус вели дека жената е ќерка Авраамова и според мене тоа значи дека станува збор за жена која му верувала на Господ. Не можам да разберам зошто тој дозволува оние кои му веруваат да се соочуваат со вакви неволји, но Господ има причина за тоа, макар и нам да не ни е позната. Тоа што е важно во однос на оваа случка е дека Исус ја ослободи жената од ланците на сатаната. Сигурен сум дека барала решение за својата состојба на многу места, но не можела да го најде. Предпоставувам дека многу доктори се обиделе да ја помогнат, но на крајот небесниот доктор ја исцели. Но, како и при многу други чуда кои Исус ги направи, и при ова чудо имаше луѓе кои негодуваа. Наместо да се радуваат на Божите дела, тие се лутеа што Исус ги прекрши нивните човечки правила. Стих 14. А началникот на синагогата, негодувајки што ја излекува Исус во сабота, одговори и му рече на народот: има 6 дена во кои треба да се работи. Тогаш доаѓајте и лекувајте се, а не во сабота. Господ Исус прекрши многу од правилата кои луѓето ги измислија, а се косеа со Божите правила и стандарди. Не само тоа, туку никогаш не се извини за тоа негово однесување, бидејќи немаше потреба. Тој дојде да му угоди на Бог, а не на луѓето. Стихови 15 до 17. Но Господ му одговори и рече: лицемере, не го одврзува ли секој својот вол или магаре од јаслите во сабота и не го водили да го напои? А оваа ќерка Авраамова, што ја врзал сатаната еве веќе 18 години, зарем не требаше да се ослободи од тие ланци во сабота? И штом го рече ова, сите што беа против него се засрамија, и целиот народ се радуваше
за сите славни дела извршени од него. Се чини дека за овие луѓе прашањето поврзано со саботата беше најважното верско прашање. Да, вистина е дека Бог кажа саботниот ден треба да се почитува и да се пази како ден за одмор. Но во времето на Господ Исус постоеа многу човечки мислења и толкувања што тоа треба да значи во пракса. Едно правило велеше дека во сабота луѓето со себе не смеа да носат марамче, бидејќи тоа е еден вид на товар кој го имаат со себе. Други велеа дека луѓето не смеа да пешачат повеќе од неколку стотини метри. Прашањето поврзано со саботата е се уште жешко прашање во некои христијански кругови до ден денешен. Некои луѓе велат дека денот за одмор мора да биде сабота, други пак велат дека важно е да одмараме еден ден во неделата, без разлика кој ден. Не би сакал да навлегувам во таа дебата сега. Да се вратиме назад на жената која Господ Исус ја исцели. Тој јасно вели дека сатаната ја врзал во окови, но сакаше да им даде до знаење на сите присутни дека Божјата волја не е за таа да продолжи да живее така. Тие негови зборови предизвикаа различни реакции кај присутните. Непријателите се разгневија и посрамија, а останатите се израдуваа бидејќи беа сведоци на големо чудо. Најголемата трагедија поврзана со еврејските религиозни водачи од првиот век е фактот што не успеа да го препознаат Господ Исус како ветениот Месија. Наместо да се радуваат на тоа што тој го правеше, тие постојано бараа причина да негодуваат против него. Но, знаете, и денес има многу такви луѓе, кои наместо да го прифатат Христос, се чини дека тие постојано бараат изговори да не го направат тоа. Во останатиот дел од главата се дадени параболите за синаповото зрно и квасецот. Тие параболи ги имаме обработено и претходно, па затоа ќе ги прескокнам. Глава 13 завршува со стих 22, каде се вели: И по патот за Ерусалим минуваше низ градови и села и поучуваше. Господ Исус се движеше кон Ерусалим, а претходно доктор Лука јасно ни даде до знаење дека тоа беше неговата цел. Тоа е запишано во Лука, глава 9, стих 51, каде читаме: А кога се навршуваа деновите на неговото воздигнување, тој одлучи да тргне на пат за Ерусалим. Сега доаѓаме до глава 14. Во првиот дел од оваа глава ни е запишана случка во која Господ Исус е на вечера во домот на еден од фарисеите. Ова не беше прв ниту последен пат да биде поканет во дом на еден од религиозните водачи во тоа време. Сетете се дека претходно размислувавме за друг настан, кога Исус беше поканет на вечера кај друг фарисеј, а за време на вечерата дојде жена проститутка, која со скап мирис и со своите солзи му ги миеше нозете, а со косата му ги избриша нозете. Наместо да ја осуди, Исус ја пофали нејзината понизност. Токму затоа би рекол дека фарисеите знаеа и очекуваа дека ако го наместат, Исус повторно ќе направи нешто со што ќе ги прекрши нивните правила и ќе имаат повод да го обвинат. Но знаете, на Господ Исус не му беа важни тие обвиненија, бидејќи тој многу добро знаеше дека беше дојден да ја исполнува волјата на небесниот татко, а не да им угодува на луѓето. На луѓето е невозможно да им угодите. Ако совршениот Божји син не можел да им угоди, ние уште помалку би можеле да го направиме тоа. Од нас се бара да живееме согласно Божјата волја која ни е откриена во Светото Писмо. Додека го правиме тоа, некои луѓе ќе негодуваат, други ќе бидат благословени и ќе се радуваат, исто како во случајот на Господ Исус. Ќе почнеме со читање на глава 14 од Евангелието според Лука, стих 1. Еднаш во сабота влезе кај еден од фарисејските старешини и јадеше леб, а тие
го надгледуваа. Зошто Исус влезе кај еден од фарисејските старешини за да јаде леб? Одговорот е, затоа што беше поканет, но не сум сигурен дека нивните намери беа искрени и добри. Барем дел од религиозните водачи беа дојдени за, како што вели Лука, да го надгледуваат. Едноставно бараа прилика да го фатат како ќе каже или направи нешто кое се коси со правилата според кои тие се водеа. Како што можете да забележите, уште пред да ни каже што се случи, Лука ни дава до знаење во каква атмосфера вечераше Исус. Стих 2. Одеднаш застана пред него еден човек болен од водена болест. Мислам дека ова беше замка која религиозните водачи ја поставија пред Исус. Се разбира, тој знаеше кога другите сакаа да му постават стапици и замки, но и покрај тоа ги исцелуваше болните и со тоа ги шокираше непријателите. Стихови 3 до 6. Исус ги запраша закониците и фарисеите, велејки: дозволено ли е да се лекува во сабота? А тие молчеа. Тогаш Исус го допре, го излекува и го пушти. Потоа им рече: кој од вас, ако му падне во бунар вол или син, нема да го извади веднаш, иако е сабота? Не можеа ништо да му одговорат на тоа. Зошто Господ Исус ги праша дали е дозволено да се лекува, односно исцелува во сабота? Затоа што знаеше дека тие сакаа да го наместат и сакаше сите да слушнат што имаат да кажат. Но тие мислеа дека со молчење мудро ќе се извлечат од ситуацијата. Затоа, откако го исцели, им постави уште едно прашање, со кое длабоко ги допре. Ако некој од нивните синови падне во бунар, зарем нема да го извлечат од таму, иако е сабота? Тоа што Исус го имплицира преку своето прашање е многу јасно. Ако религиозните водачи би биле подготвени да извлечат некој од своите синови од бунар, зошто тој да не може да исцели некој кој со години страда од одредена болест? Во суштина, прашањето негово беше: дали е дозволено да се прави добро во сабота? Дел од луѓето мислеа дека не е дозволено, но Господ Исус мислеше и делуваше поинаку од тоа. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе продолжиме со обработка на глава 14. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.